Шампионска понуда само во Нептун. Ајде до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Зад Македонија веќе е надпреварот со Франција. Загубивме убедливо, но имавме и добри моменти на тој надпревар. Сега не очекува дуелот со домакинот Германија. Дел од играчите ги знаеш, бидејќи не настапуваше во Германија. Кажи ми, со што можеме ние да го изненадиме домакинот на Европско првенство? Пред се мора да ги елиминираме оние наши технички грешки кои што ги имавме во голем број на мечот со Франција. Ајде, Германија е домакин, го имаат фаворитот, акцентот на фаворити, така да мора да го искористиме тој притисок што би го имале, нели, како домашни надпреварувачи. Мора да смириме играта, да се фокусираме и малце постабилно да го развиваме нападот. Што би додал друго? Со што би можеле да ги изненадиме, пак се игра 7 на 6 на пример, или имаме некакви комбинации што се воигруваат? Па го работиме тоа овие 4 дена каде што бевме слободни. Ги анализиравме нивните негативни страни и она што нам највеќе би ни одговарало да го искористиме против нив. Најпрво би требало да сопреме нивната транзиција брза, значи брз центар и брза полуконтра. Ти како голман како се подготвуваш за овој надпревар? Ги анализираш ли доволно стрелците најдобри на Германија? Па да, анализираме као тим, голмански тим, анализираме во разговор со тренерот на голмани и со селекторот ќе приготвиме одбрана како што нам највеќе ни одговара на оние позиции што и највеќе се спремаме. Бековската линија им е изворена начело со Јури Кнор кој што ја резигура играта, но секако не може да се забора тука и крилните позиции. Не би извел нешто посебно, може да кажам дека акцентот е ставен на сите играчи бидејќи опасноста доаѓа од секоја позиција. Игравте на стадион, сега се вратиме во сала. Не дека не имаше поддршка на првиот меч од македонците, но сега се очекува поголем број наши навивачи и погласни и побројни. Би ви дало ли тоа мотив плюс и за да го извадите вашиот максимум на дуелот со Германија? Па дефинитивно, ајде би рекол дека сега ќе не очекува и малце по пеколна атмосфера, бидејќи салата е помала, на стадион беше малку све поодалечено, така да верувам дека и нашите навивачи ќе бидат добре дојдени на овој дуел, така да дефинитивно ќе бидат голема мотивација и значење што ќе бидат присутни и ќе ни ја дадат нивната поддршка, ние ќе го дадеме најдоброто од себе.